Благодарам на излагањето. Многу коректно и, како што сум рекол и претходно, вие се биле една од ретките од представници на мнозинството кои што се многу внимателни кога стануваат, имајќи предвид каква влада треба да брана тука. Прво, во однос на севкупната ситуација, ВМРО ДПМН се понуди со групи на експерти кои што ќе учествуваат заеднички да се излезе од оваа ситуација која што се наоѓаме. Понудата стои, имавме сега голем настан каде што кажавме дека тие можеме да искористиме на разговорите и тоа се резултира со предвремени избори. Бидејќи овој вртлок во кој што сега ќе влеземе нема да излеземе од тука. Можеме да ги судриме сега аргументите ова што целосно се сложува. Секој треба да биде награден согласно сработеното. Да се имаат предвид квалификациите, сложеноста на работното место, тежината, околностите работни во кои што функционираат, екзистираат и така натаму. Но сето тоа беше игнорирано од представниците на мнозинството пред само 3 месеци кога дискутиравме за минималната плата. Кога кажавме дека ги зграбнивме на нецела јадарка од 4 или 5 категории на вработени. Дали тоа можеби не се рефлектираше со демотивација? Или да ги повторам вашите зборови, што направија ваков проблем? Каде што очекувавме дека ова ќе тече, дека ќе следува. Да, и се сложуваме, тешка не е ситуацијата. И јас кажав дека имаме повеќе пристапи, повеќе стратегии што можеше да ги преземе владата, но не ги преземе. Она одлучи да пушти така да тече самото по себе. Не можеме така да направиме. Не е ни до финанси. Се го дискутирале тоа и во формалниот дел и во неформалниот дел. Гледаат граѓаните. Не случајно ваков притисок ни прават. Гледаат дека имаме 33.000 плюс во администрацијата. Ако бараме мерни систем, требаше го направиме на веќе постоечките, да направиме преквалификација која има потреба, тебелна, колку и да е тешка администрација, односно реформа на администрацијата, па понатамо да идеме да ги пополнуваме тие делови. И брутално она што го вериме ние партизација. Имавме, гледаат граѓаните, торби со пари се шетаат, партизирано судство, 8% има доверба во судството, немаат правда. Не ни течат лековите. Што сум ставил овде уште? Имаме ценовни шокови. Се е тоа на нивни грб. Во овој момент и доека течат тие преговори таму, нивните цени растат. Ако некој наполнил 2 резервара со гориво, преходно сега не може половинка да напуни. Истите се тие граѓани. И не може државата да биде за некого мајка, за некого маќа. И имаме сериозна ситуација во која што се соочуваат сите граѓани. И каде што овие средства е потребни. Не се премногу средства на крајот на криштата. Да 30 на милиони евра годишно станува збор. Повторно ќе кажам, еве, да се повикаме на оние 76 што ги рекоа дека ќе стојат тие како резерва за заштита на граѓаните. Немаше ни мерка кажано како ќе се искористат. Дајте да ги искористиме за ова. Не е решение ни ова. Ако продолжи вака инфлацијата до крајот на годината, веќе ќе треба уште една ваква мерка се направи. Но во овој момент колку толку ќе ги залечи раните. Молам? Нема. Знаевме дека ова ќе се случи. И сега имаме притисок. Доколку не излезе во пресредсобранието, имаше на крајот една убава реченица, како пратеници ве замолуваме едногласно да го изгласате амандманот и од амандманот приложено ССМ да не правите политика. Да не правиме политика. Не е ова толку големо барање. Нека биде точка околу која можеме се обединиме и да тргнеме еден чекор барем нанапред. Не е работа за која што треба да се препукуваме до рано наутро. Имаме уште 4 милиарди и 700 милиони евра за кои што можеме тука да се надмудруваме. 30 на милиони годишно. Ќе тргнеме од било која ставка, од репрезентација, од телефони, од патувања, не знам, од незавршени проекти, од лошо спонзорирани иницијативи. Конечно, еве ќе искочи наскоро, мислам дека има активности на тоа поле. Прашав од оваа иста говорница и преходно. Колку не чини годишно камати за тоа што не ги искористивте средствата на одобрени за проекти? Неработата на оваа влада. Ја ви тврдам дека е двојно повеќе отколку ова што е сега тука наведено. Знам дека не ви се верува, колешки, но верујте ми, еве за некој месец мислам дека ќе имаме конкретни податоци доколку не искочи пресред министерството. 50 до 60 милиони евра, двојно повеќе. Неработата. Ако е условот за да се излезе во пресред на амандманот, да се направи соодветни чекори, дали било тоа мерит иницијатива, дали било некој скрининг и нешто слично. Нема проблем, еве јас сум тука,
со двете раце за. Само да им излезем у пресред на луѓето. Не можеме ради 23 или 5 души лоши исклучоци, неработници да испаштаат илјадници други. Не е во ред. Особено за средства што можеме да си ги приуштиме. Што нема да бидат во проблем понатаму. Не знам, можеби во текстот има, но овдека јасно е во амандманот. Не е писмото на гласање. Се стои ставка 401 основни плати, износ од 22 милиона се заменува со износ 22 милиона 825. Ставката 402 придонесите износ од 9 милиона 099 805 се заменува со 9 милиона 429 805 илјади. И толку. Да немаме ниту кавги, ниту дофрлање. Да не правиме политика токму она како што го побарале кај нас. А сите се повикуваме на нив. Помалку или повеќе во овој мандат и од власт и од опозиција. Нема момент кој што некој не се повикал на синдикатите или на експертите или на работниците. Еве, они се нас не повикуваат. Да им излеземе пресред на нивните барања. Благодарам. Благодарам, колега. За повторна реплика се